Во Кочани и Виница ќе нема дожд во наредниот период. Пеколните горештини продолжуваат се до средината на август, кога полека температурите ќе почнат да опаѓаат. Метеоролозите информираат дека најавените врнежи за денеска ќе го зафатат поголемиот дел од Западна Македонија и дел од Малешевијата, но не и Кочанскиот регион. УВ индексот повторно е висок и во моментот изнесува 9. Високите температури предизвикуваат симптоми од типот на исцрпеност, слабост, замор, главоболка, вратоглавица, повраќање, вознемиреност или колапс. Високите температури се непријатни за секој човек, посебно за повозрастните, поради тоа што се појавува главоболка, малакственост. И ево сега, баш во најтоплото време, морам на терапија да одам. Искуство знаеме дека треба на овакво топло време на 40 степени да не се шетаме и своите работи да ги убавуваме во радните утрински часови или после 17 часот. Ја лично сум навикнат на оваа топло. Ние по годинки постари, неле? Висок притисок имаме. Обрнувам внимание, пазиме, пиеме од тие таблетите за притисок. И така, мора да се пазе. Тоа си е нормално, ја. Од итната медицинска помош во Кочани истакнуваат дека високите дневни температури се причина и за зголемениот број на пациенти, како во текот на денот, така и во текот на вечерните и ноќните часови. Зголемениот број на пациенти од итната медицинска помош го поврзуваат и со неработењето на поголем број матични лекари, кои користат годишен одмор.